Заштита на македонскиот национален идентитет наспроти прифаќање на уцени и ултиматуми. Борба наспроти отстапки и суштински реформи наспроти декларативни заложби. Според експертите, ова е рецептот за успешна европска приказна. Дипломатската офанзива во втората половина од 2024 година вроди со плод. Новата влада со различен пристап од претходната, која прифаќаше се, очекува да го зајакне меѓународниот интегритет на Македонија и да ја позиционира како сигурен партнер на глобалната сцена. Во исто време, земјава мора да продолжи со спроведувањето на реформската агенда, која ќе ја подготви за целосен влез во европското семејство. По промената на уставот, знамето, името. Македонија е повторно уценета да спроведе нешто што е спротивно на националните интереси и задира во историските прашања и идентитетот. И сето тоа поради погрешните политики и прифаќањето на францускиот предлог. Според упатените, актуелната власт многу поразлично ја користи дипломатската мрежа и покажува цврсти позиции надвор. Сега имаме еден поинаков став, една поинаква надворешна политика, каде што македонските национални интереси се приоритет, интересот на Македонија и на граѓаните е пред се. И во тој контекст е напуштена на практика на прифаќање на сите оние предлози, сугестии, па дури би рекол уцени кои што доаѓа и од некои од соседните држави, меѓутоа и од некои други политичари. Така што останува да видиме дали во текот на наредната година ние ќе можеме да посведочиме на некакви конкретни чекори напред, кои што ќе бидат резултати на овие активности што сега ги спроведува македонската дипломатија. Владата на чело со Христијан Мицкоски јасно и даде до знаење на Европската Унија дека е променет начинот на преговори, зачувување на достоинството и македонските национални интереси, децидни се упатените. Најнапред може да поделиме на два дела. Првиот дел до 8 мај, старата влада која што продолжи своите неуспешни политики на чекорењето на Македонија кон ЕУ, и вториот дел после превземањето на власта на новата влада која што мощно енергично, мощно јасно стави до знаење дека ќе го промени начинот на кој што досега Македонија преговараше со Европската Унија, ќе воведе еден нов начин на достоинствено преговарање, што се однесува на заштита на македонски национални интереси, кој што утре како држава треба да биде дел од Европската Унија. Цврстите позиции, дипломатската офанзива и реформирањето како пакет може да влијаат позитивно на евроинтегративниот процес. Пораките од Брисел се дека проширувањето останува главен приоритет на Европската Унија, но земјите аспиранти мора да покажат сериозни реформи, добрососедски односи, регионална соработка. Пристапниот процес треба да биде заснован на кредибилни реформи и индивидуални заслуги. Токму ова и го бара владата, а во исто време и ефективно решение за проблемот со Бугарија, уставни измени со одложено дејство. На тој начин би биле заштитени од дополнителни барања и уцени од официјална Софија.